Добар ден, ученици! Јас сум Фимка Петкова Арапиновска, оделенски наставник во прво оделение од Општинското основно училиште Кирил и Методи Свети Николе. На денешниот час по природни науки ќе обработиме наставната содржина магнетни сили. Што ќе учиме денес? Ќе научиме за магнетни сили, ќе истражуваме, наблюдуваме, ќе дискутираме за истражувањата, ќе собираме докази за да одговориме на прашањата и ќе ги користиме секојдневните искуства за да извлечеме заклучок. Јас сум Виктор, а ова е мојот фрижидер. На него имам разновидни сувенири со букви и овошје. А јас сум Вики, многу сакам да патувам. Секогаш купувам некој сувенир од земјата или градот што ги посетувам. Денес украсите за фрижидер се многу популарни. Тие може да се сретнат секојдневно во нашите домови. Ги има во најразлични форми и големини. Како овие украси стојат на фрижидерот? Украсите стојат на фрижидерот затоа што на задниот дел на украсите има магнет. Земете украс за фрижидер. Доближете го до фрижидерот. Што забележувате? Ако украсот го доближиме до фрижидерот, забележуваме дека украсот брзо се лепи за фрижидерот. Магнет за фрижидери е сувенир, декоративен елемент на магнетна основа кој лесно се прицврстува за кујнски апарати. Тргнете го украсот од фрижидерот. За да го тргнеме украсот од фрижидерот, треба да употребиме сила на влечење. Магнет е секое тело кое има својство да привлекува железни предмети. За прв пат магнетот бил откриен во местото Магнезија во Мала Азија и тоа пред неколку векови пред нашата ера. Постојат многу легенди за откривањето на магнетот, а најпознатата е за овчарчето Магнус. Кога Магнус загубил една овца, тргнал да ја бара и се нашол на еден карпес предел на кој неговите потковани опинци чудно се однесувале. Кога карпите ги газел со опинците, тие се лепеле на карпите и му се собувале од нозете. Кога карпата ја допирал со раката, не чувствувал ништо. Карпата била сува, а на раката не се лепела како опинците. Се собул, седнал на карпата и истражувал. Кога карпата ја допирал со поткованиот дел од опинокот, тој се лепел. А кога ја допирал со кожниот дел, ништо не се случувало. Магнус имал овчарски стап со железен врв
и решил и со него да ја допре карпата. Кога ја допирал со врвот, тој се лепел, а кога ја допирал со дрвениот дел од стапот, ништо не се случувало. Поубаво ја загледал карпата и таа му заличела на железо. Зел парче од карпата и ја однел дома. Од тогаш сите луѓе дознале за оваа чудна карпа, која по овчарчето Магнус го добила името магнетит. Постојат различни облици на магнети. Најчесто се среќаваат потковичест магнет, како овој во нашите раце, и магнет во вид на плочка. Јас сум магнетна потковица. А јас сум магнетна плочка. Ајде да истражуваме. За денешното истражување ќе ни биде потребно магнет, вие користете магнет за фрижидер, книга, пластична чаша, гума за бришење, молив, боичка, клуч, железна лажица и вилушка, железна острелка, ножици, спојувалка. Доближете ги предметите до магнетот од украсот. Кој од нив ги привлекува магнетот? Магнетот ги привлекува ножиците, спојувалката, железната острелка, железната лажица, вилушката и клучот, а не ги привлекува останатите предмети. Што заклучивме? Од денешното истражување заклучивме дека магнетот привлекува железни предмети. Заклучивме и дека магнетот не може да привлекува пластика, дрво, платно, гума, хартија, стакло. Задача за истражување. Земете пластично шише. Ставете железни предмети внатре, пример спојувалки. Доближете го до магнетот, до шишето. Што ќе забележите? Ви благодарам на вниманието. Довидување.